Добро вечер во уште едно отворено студио на телевизија Нова. Вечер очекувам да имам интересна дебата, затоа што имам прекрасни гости, четворица господа, кои што ќе зборуваме на тема правда на улица. Овие господа не случајно се тука. Тука се затоа што сите четворица учествувале или учествуваат се уште во еден вид на протести за она што тие веруваат, дека е исправно и дека треба да се крене гласот и да се слушне. Вечерва мои гости во студиото на телевизија Нова се господинот Никола Наумовски, кој што беше дел од Шарената револуција, протестите на Шарената револуција, потоа господинот Ацо Станковски, кој што е дел сега од протестите за заедничка Македонија, црвената линија ја минавте, но црвена жолтата нема да ја минете. Господинот Филип Петровски, кој што е од ВМРО ДПМН, но и е еден од луѓето кој што ги водеше протестите на студентите, најголемите протести во историјата на Република Македонија. Исто така ќе се навратиме и на тоа, ќе ве замолам да направите паралела. Добро вечер за вас. И господинот Игор Дурловски, кој што исто така е уметник, човекот од уметничкиот свет, но одлучи дека треба да исто така да излезе на улица и да го крене својот глас за заедно за заедничка Македонија протестите. Добро вечер до сите. Еве ќе започнеме од господинот Ацо, кој што е од мојата десна страна. Правда на улица. Ја насловив ова отворено студио, оваа дебата. Се чини дека македонскиот граѓанин се почесто има потреба да излезе на улица за да го каже својот глас. Некако не можеме да институционално тоа да го сториме, затоа што не се случуваат чуда во политичката ситуација во Македонија. Зошто сте вие дел сега од овие протести? Ја поддржувам, не сум дел од организациониот одбор на оваа револуција, но како граѓанин ја поддржувам сесрдно, затоа што ова е реакција на цел еден сплет од настани кои се случуваше последниве години, а можеби и подолго. Можеби уште од распадот на СФРЈ, со распадот на СФРЈ, гледам еклатантно замешување на одредени фактори кои навистина од Балканот направи едно мочулиште на ужасот. Исто така и од цел регион, да речеме Северна Африка, Блискиот Исток, Централна Азија, значи се случува сите овие години еден ужас, една номенклатура елитистичка, неолибералистичка, која со помош на финансиите, интригите и разни разузнавачки игри успева да си поигрува на еден монструозен начин со луѓето од сите овие региони, уништувајќи цели цивилизации фактички. И ние бевме сведоци како таа сила, таа мефистофелска сила удри врз нас. Во континуитет фактички сведоци сме сите овие децении како таа неморална и одвратна меѓународно организирана криминална заедница жедна за крв, фактички како еден вид сатанистичко здружение негде при врвот, секако децата кои беа на некој начин хипнотизирани, внесени во една игра, тоа појма немаат за тоа, може да послужат само на мени ако се доволно интересни. Стека манипулација е посреди од страна на овие странски фактори кои што ги споменавте? Мислам парите си го чинат своето, исто така една пропаганда која иде веќе добри 50 на години на тој план. Правејќи од револуцијата, од такви ситуации стресни во општеството, правејќи некакви романтичарски визии. Но ова што се случува овдека, ова е одговор на сето тоа. Затоа што клин со клин се избива и овие луѓе не би биле тука кога не би имало толку манипулации на сите нива. Секако битни се и кодошите, квислинзите кои ќе бидат пронајдени во самата држава како еден репер или како центар преку кој ќе се рефлектираат нивните планови. Господин Наумовски, вие бевте дел од Шарената револуција, бевте на улица и вие бајаги време, месец, два, три, се чинам колку траја протестите? Повеќе бев од првиот ден, да. Така, од првиот ден. Дали сте сега дел од овие протести за заедничка Македонија? Таму на работа. Таму на работа Шарена револуција и оваа црна револуција сега што ја гледаме немаат ништо заедничко, затоа што како што кажавте се работи за правда на улица. Шарена револуција дојде како реакција на амнестијата, аболицијата што им ја даде Ѓорѓе Иванов на 60 на 50 на 60 на криминалци од власта за 300 отприлика вкупно кривични дела. Се уште не процесуирани во суд за да знаеме дали се криминалци или не, за илјадници години затвор.
Од една страна тоа е шарена револуција, бара оставка од неодговорен председател што направил постапка што никогаш во ниедна држава, во ниедно време во од кое што знаеме за политичката историја на демократски држави, да направил таков рез и да каже овие 50 високи државни функционери и бизнисмени нема да одат во затвор. И затоа се крена шарената револуција, дојде како барање за правда. Ова што сега го бараме, што сега го гледаме, се барања кои што немаат никаква врска со правдата, имаат врска со политички непостоечки прашања, како не знам двојазичност, како федерализација, кантонизација и така натаму, и се работи за луѓе кои што предпоставувам гледаат премногу сител и не знаат дека оваа платформа веќе некој друг ја прифати и сакаше да ја спроведе, али единствената пречка беше СЈО. И тоа се случи пред 20 дена, ако не се лажам. Таа информација дури отиде на сител. Ивона Талевска изјави, Никола Груевски ја прифати платформата на ДУИ, се очекува вечерва да се склопи владата. Јас ке говорам од своје име како новинар и како граѓанин на оваа Република Македонија. Мене таа платформа ми е неприфатлива без разлика која политичка партија да разговара за неа. Не ме интересира која партија прифатила или не ја прифатила, но ме интересира која партија ќе имплементира и ќе бидам против таа партија. Која партија да ја имплементира, лично ова го кажувам своето мислење во оваа емисија. Дали сметате дека се изманипулирани луѓето што сега штикувате или сметате дека може би се како јас дека се против било каква платформа од било кого? Јас самиот сум против платформата затоа што таа платформа меѓу другото има и смешни формулации за некакви си геноциди и така натаму. Али во однос на прашањата што ги тангира таа платформа, тоа се сосема легитимни прашања. Како ќе се употребува јазикот, како ќе се не знам, ќе се распределуваат доходите во земјата и така натаму. Тоа за мене ниту беше прв пат отворено со оваа албанска платформа, ниту пак сега ќе биде затворена и не е ништо страшно да се отворат тие прашања. Ја би идел и многу, како се вика, многу подалеку од тоа да кажам дека платформата е некаква си странска агенда, како се вика. Во Тирана е донесена со од 3/4 од четворицата луѓе македонци, со македонската премиер. Ако може само да го кажам, со албанскиот премиер кој што преговарал и со Никола Груевски. 5-6 минути, меѓутоа ова што го зборите е нонсенс. Са типол за дискусија како ќе издржите до крај. Вие да зборите само. Секој ќе го добие своето право. Само вие да зборите. Секој ќе го добие своето право. Како се вашите односи со Еди Рама и што имате против него за да се вмеша во македонските работи и што Филип Петровски не може да премине преку неговата црвено-жолта линија? Ја мислам дека може и добро да не ве прекинуваме, да зборите глупости, да ве слуша целата македонска јавност. Бидејќи мислам дека сте у толку голем офсайд што само што ќе продолжите да зборите за платформата ја рушите комплетно. Па вие ги гледате ли вие луѓе дека ги вреѓате сега? Сите овие луѓе што беа денеска на протести сега ве гледаат. Вие викате дека е ова црна револуција. Па како да не ви се спротивставам? Па таа боја доминира овде. Како тоа црна револуција? Па што треба да се фарбаме како вас со ЛГБТ бои? За да изгледаме поубаво на камера. Еве јас сум црно облечен. По бојата на облеката ли не оценувате? Па вие не рековте шарени заради нашата боја. Па вие си се мачкавте у шарени бои. Вреѓе бојата црно, што е? Не, воопшто не. Ова револуција црвено-жолта затоа што ги избира македонските национални бои. Меѓутоа тие бои на вас ви се страни, затоа ја нарекувате црна. И тоа е срамота, али добро, тоа е ваш политички став. Секој граѓанин има право да прифати или да не да има свое мислење, токму така, затоа и господинот Никола е тука, тој смета дека не треба да се протестира и тоа е сосем легитимно. Не само тоа, да го каже своето мислење. Зошто? Не само тоа, зборува дека не му пречи што е донесена у Тирана. Еве мене ми пречи и затоа влегов. Меѓутоа се разбира, не сакам да се расправам, сакам да се го кажам мојот став. Токму така. Еве мене ми пречи што е донесена во Тирана. Македонскиот устав кажува дека македонските партии ги заштитуваат интересите на македонските граѓани. Токму така. Зашто се донесе од Тирана? Не може да се договорат во Скопје? А зашто Прибе да не го реформира безбедносниот систем? Знаете што? Која е таа агенда што Прибе да ви кажам една работа. Сите вие го цитирате Прибе, а никој го немате прочитано. Друго, знаете ли вие дека е Прибе ангажиран од Сорос? И платен од него. За мене е нелегитимен. Јас имам против. А имате против? Да, имам против. А вашата партија нема. Знаете што?
Јас овде не представувам партија, јас зборувам во мое лично име. Добро, тогаш Ако сакате да генерализираме, може да генерализираме, ќе збориме за Може ли Заев да и за ве Груевски. прекинам само Ако не малку, ќе збориме што за туку- мој став и ваш став. Што туку добив Јас ви- порака, морам да ја пренесам. Се извинувам. Ивона Талевска вели дека никогаш не кажала дека Груевски ја прифатил платформата, вели цитирани се албански портали кои тврдеа дека ВМРО постигнале коалиција, се спинови. дека албански портали тврдеат тоа се дека спиновите што ги Морав, прават затоа цело Тоа е беше интересно со прозвана. цитирање, кога не Беше- кажува кој цитира, беше испаѓа дека... прозвана. Тоа се спиновите што ги прави Геровски, вашиот медиумски спинер што работи само на тоа. Што е тоа чудно? Мојот генерал? Па да, Да, на шарената револуција. Ја не Идеолог. смеам за Груевски да зборам, вие за Геровски мене ќе ме зборите. Добро, поред, се извинувам. Господине Доролски, Не треба да ви повелете се и вие. извинам и да ве прашам дали може да зборувам. Господине по емисија. Петровски, идејата на оваа дебата е секој да го каже Гледате своето дека мислење, има да се агресија. контрираме, да, Значи, ве има молам, агресивност меѓутоа со со говорникот аргументи, сега, не не со... можам. Јас сакам да си кажам мои ставови. Токму така. И, Господине не мора да се Дуролски, сложиме, не инсистирам да се Господин сложиме. Дуролски, мудро молчи. Вие сте дел од јавниот живот. Доаѓате од една убава професија. Професија каде што уметноста се личи, меѓутоа сепак почувствувате потреба да излезете и вие на улица. Зошто? Па еве, веќе неколку минути зборуваме за албанската платформа, исто така се сложувам со господинот Петровски дека платформа која што се донесува од македонски партии, од албанскиот етнички блок во туѓа држава е нешто неприфатливо за секој граѓанин. Верувам дека секој нормален во државава нема да прифати нешто што прво е донесено во странска држава, а после тоа во повеќе од тие точки за мене е нешто што задира во македонскиот идентитет. Јас едноставно почувствував порив, почувствував желба, за разлика од господинот Петровски за останатите. Не знам, јас не сум политички определен, нити сум бил, нити во било каков мој статус на Facebook, на социјалните мрежи, во било кое дадено интервју сум застапил било каква политичка опција. Едноставно почувствував потреба во овој момент да застанам и да го одбранам тоа што треба да се брани, затоа што сметам дека сите ние во Македонија, почнувајќи од моите деца, мене, моите пријатели, моите сограѓани, треба да живееме во една нормална држава во која што идентитетот и сите останати прашања кои што се клучни за една држава, за еден народ, нема да ми бидат побиени. Ние треба да видиме. Јас морам да кажам, господинот Нумовски кажа дека тој исто така е против платформата, посебно во поголем број делови од неа, но во еден дел сметате дека што е сосем нелегитимно, тоа е вашето мислење. Еве, велиме дека мора да се излезе на улица. Зошто сме доведени да мораше да се излезе на улица? Овие работи, според мене, аз ќе потенцирам дека ова е моје мислење, воопшто не треба да бидат доведени во прашање во една држава да се разговара за тоа дали треба народот да каже да или не кога е во прашање унитарноста и заедништвото во една држава. Еве тоа не се случува. Па ја почнав со тоа дека меѓународниот фактор изврши силен притисок. Сега представниците на оваа псевдореволуција, платена револуција, така наречена шарена револуција, која не е ни револуција, тоа беше групировка од 100-200 полухулигани. Вие сметате дека шарената револуција Не, тоа не е револуција, тоа не може да биде револуција, тоа е премногу смешно, тоа е гротескно за да биде револуција. Мислам, каква револуција? Тоа деца Се служувам дека револуција е вакво малце тежок збор за да се опише она што го правевме. Исто така ова која е револуција сега Ова што не е гледаме. револуција. Ова црнава Ова е револуција, протест. како што викате, платената Ова е нашата, протест. ви одговорам со црната револуција. Црната револуција не може да биде револуција зашто поддржува власт. Можете Замислете. ова е што ги навредувате. Како може да Јас се извинувам, што протест, гледате црно во оваа револуција? Мене ми се допаѓа Што гледате што црно? оставете го нека навредува. Што гледате црно? Што Може ли гледате да се платеничко вие во доизјаснам? шарена револуција? Јас не кажав платеничко. Еве, зашто ви Јас смета тоа што ја го што кажам, гледате платеничко црно во оваа се вашите- Со револуција? кој четворица од вас да зборам? Дозволи. Извини, молим те. Платеничко знаеш што е хонорарите од Сорос што ги добивавте. Не, И тоа платеничко е кога сите ја те се- плаќам, ти да ми сите се- протестираш. Сите се извадени Кога на платеничко е кога тројца директори инаку јас не би се водители на цела револуција, Инаку замислете. јас не би се возбудувал што ги нарекува луѓето црна револуција и не знам како ги нарекуваат овци, пијаници и така дале. Убаво е да го пуштите да се зборува, да го гледа македонскиот народ. Многу е убаво вака да се разголи. Ја немам ништо против тие ставови негови, меѓутоа треба да го знаат убаво.
И затоа безмерно мислам. Секој говорник треба да се Он дојде тука да испочитува. провоцира и да навредува. Секој говорник не. Секој говорник треба да се Секој има право на испочитува. своје мислење да се Јас каже знам своје дека мислење. во така наречената шарена револуција имаше интелигентни луѓе со некои дебатирав. Тука нема збор за тоа дека тоа се млади луѓе кои имаат Кој верувале во одредена тоа што го правеле. интелектуална Нема маса, мислење верувале во во тоа, да. дел од нив биле идеалисти, романтици во тој поглед. Меѓутоа треба да се види големата слика и како све е тоа позиционирано. Ние не можеме само ова да го гледаме, она што е 20-100 метри пред нас. Ние треба да се дигнеме високо, Ете така. илјадници километри нагоре Кога и да ја сме кај видиме тоа? целата констелација и како сите тие енергии, тие политички и финансиски енергии и разузнувачки енергии подготвуваат состојби. Токму затоа Например, господинот Филип револуцијата од Петровски тука 68 која толку ја величаат, тоа беше изведена со помош на ЦИА. Имаше топ интелектуалци Сартер, меѓутоа ЦИА беше таа која ја направи таа револуција поради маса проблеми. Поради одредени ситуации постколонијални во самата Франција, Алжир и така натака, Де Гол. Дека ништо не е случајно, говори фактот токму затоа и господинот Филип Петровски вечерва во студиото. Господин Петровски, во времето кога вие бевте лидер на студентите и ги кренавте студентите да излезат на улица во оние големи студентски протести, исто така се протестираше против универзитетот во Мала Речица. Дали сметате дека не се уште протестираше. не протестираше за законот така педагошки за факултет. ете така. Каде што требаше се внесе Да, од 97 година точно 20 години се утре навршува 20 години како спиевме во паркот Жена Борец и го дигнавме шаторот и го почнавме штрајкот со глад. Она што чудо видува кога ќе се подсетиме на точно 20 години изминат процес е дека истото сега ни се нападот случува, само на на поголемо македонскиот јазик, да, Започнете од тогаш се подотворени вратите, значи тргна како божем реформа во образовниот систем, па како потреба на албанците да едуцираат наставнички кадар кој што во школите би изведувал наставата, па продолжи преку универзитети да денеска финишира со обид да се направи двојазичност на целата територија на Република Македонија. Меѓутоа што е многу битно во овие 48 часа, да не речам 72 часа изминати, е дека се отворени картите и неочекуваниот потек на Иванов предизвика, како што би рекол колегата, тектонски поместувања кои што се надвор од границите, така што вчера имавме ние реакција на пишувачот на платформата, господинот Рама, остра реакција. но и не само негова. Еве, се собрале другарите таму во Тирана. Зошто реагираше Хашим Тачи од Приштина? Значи, по мене, платформата е само за скривање на вековната Призренска лига, веќе е во трето столетие, за остварување на голема Албанија. Јас ги прегледав материјалите од 97-98 овие денови и верувајте, ништо не се сменило. Тие што ги интересира нешто е постирано на мојот Facebook профил, да погледаат одредени анализи како дојде до проблемите во 90-тите години и како тие денеска ескалираат. Според мене, ова што сега се случува е брутализирање на политичката сцена во Македонија. Јас немам ништо против ако има некои левичарски, екстремни леви ставови и оделе луѓе на улица и така натаму. Имав против нападот врз спомениците и она што на мене ми значи што е презентирано на спомениците. На улица можеме и ние, и они, и цело време, и едни до други на улица, ако има цивилизацијски однос, ако нема на различни улици. Суштината е многу поголема. Овдека се работи за фронтален напад, отворен, и креаторите на тој напад, кои позади себе имат уште поголеми концентрични кругови, кои што имат и заеднички именител преку Сорос и преку слична идеологија, затоа што знаете дека Сорос, бившата жена негова, на Еди Рама распоредува финанси на Балкан на невладини организации, и самиот Рама е плеткан во финансиски дилови со Сорос и така натаму. Суштината е што фронталниот напад оценија дека може да го изведат комотно, да не им се спротивстави никој преку Заев. Тоа е таа суштина на која што реакција е ова. Може да завршам оваа анализа, би сакал да
да Слободно, додадам слободно нешто. сакав и да те Малку пропушта делови Филип од својата историја. 97 се Сега може педагошките може да завршам протести. јас или сакате вие да завршите повторно место 6-7 минути разговаравте. Значи прво се 97 тие протести, после 2000-та се отвора Штуловиот универзитет, 2001 е Охридски рамковен договор, тука првпат се прошируваат правата на албанците. 2004 е територијалната како се вика реорганизација, после во 2008 е новиот закон за јазици, 2011 имаме амнестија на хашки случаи и така натаму, имаме демаркација со Косово, признавање со Косово, албанска граница. И разликата зашто Филип Петровски одбива да се ангажира по некои прашања и не, тоа што Филип Петровски е во опозиција. Само тогаш. Значи не му смета. 2 години претходно протестирал за правото на албанците да немаат право да учат албански на педагошка академија. Што зборувате? После 2 години отвара Што зборувате вие? Штулов универзитет. Што зборувате вие? Па После тоа- јас сум учесник во војната во 2001. Ама во 2000-та Штулов отворен. Значи во 2000-та Знаете што? 2000-та година Знаете што? Штулов универзитет. Знаете што? Штулов Филип Петровски универзитет- не штрајкува Знаете со што? глав, не Знаете што? крева протести, не Штуловиот универзитет е отворен И што е од најважно, франците што вас ве подржуваат. хашки случаи, А вие го направивте хашки државен случаи, универзитет. Хашките За случаи кој се хашки најголемиот случаи? проблем со правдата Јас во ти кажам, Македонија. јас сум против. И хашките Зашто случаи не простираш? па не, Зашто не не застарува. Зошто Филип Треба да Петровски се стои извадат толку на близко помош. до мене? Направив голема Зашто? грешка. Затоа што ти идеш на кај мене, Направив на голема тебе. грешка што ве седнав еден до друг. Па не е грешка, Режија не. можеби на реклами Убаво, ќе се не, опитаме да ги не е грешка. размам. Гледате дека Само е ве агресивен молам, и столицата ми е цивилизирано турка. да дебатираме. Цивилизирано. Замолам, И цивилизирано столицата ми е Филип турка. Петровски Зошто? протестира само Прашање до кога е во обајцата, опозиција. прашање до Убаво е да ве обајцата. видат. Ја не сум, Прашање до ние не обајцата. сме во опозиција, сега протестирам Кога секој еден ден. Веќе сте во опозиција, Против затоа што се изгубивте власта. Против сега како по ВМРО победи на избори. Може вака, да работи. По ВМРО Да победи на збориме избори. со факти. Вие На сакате да дојдете 7 на власт со 5 албански партии, На со 7 јануар, платформа, на 7 која што е јануар, ја усвоена не во сакам да Тирана. дојдам на власт. Ау, не ми се верува. 7.1 е донесена Зборете се. платформата, на 7.1, на 28.2 се случува првиот протест. Зошто во тој месец и пол е изгубен за Филип Петровски, за вас тројцата, воопшто, да протестирате, да им кажете на Па затоа што не е прифатена. како не е прифатена. Па не е прифатена. И Ивона Талевска рече Ама дека вие- цитирала ама наводно вие некој друг. цитирате фейк Повторно се нјуз. доближуваат. Фейк нјуз. Фейк нјуз, сакате да разговараме за вашиот инволвмент во фейк нјуз? Господин Ако Нуговски, КР, знаете еве јас што ти е? кажам зошто јас не реагирав како новинар, затоа што и до ден денеска она што ми пречи е што политичарите буквално не знаат да му дадат на овој народ до значење, како народ кој што има право да знае, па еве и до ден денеска ние се уште ја немаме намаса ниту од Али Ахмети, ниту од Зоран Заев, платформата да ја прочитаме и видиме, јас лично Затоа што сакам. се работи за преговори. Ја кога преговарам за работно место не ја Кога кажам на некој жена ми, а преговара камо ли во- на јавноста Значи ќе кажам. некој кога преговара во мое име за нешто што ме задиркува, мене има право да знам. Целиот народ ни нека тогаш преговара немате. тајно од Тирана. Имам право да знам. Како Никола затоа што- Груевски што преговараше од 1.9 Ама до не се 21. прифати. Тоа е разликата. Ама не се прифати заради Не се прифати, СЈО. не е точно. Едно прашање не е до заради обајцата. букви. Она што мене СЈО е она што политичка мене латка многу на ми пречи. СДСМ Точно. и не се прифати А Зврлевски на кого? платформата. Не е Петровски, точно. тоа. Зврлевски не избран може да ги легитимно. Кој дел од платформата Знаете не што? ја? Зврлевски избран легитимно у собранието на Република Македонија, а Кати СЈО се е јавила со 117 неуставно. Па пратеници. неуставно е. 117 Знаете што? Еве ја ви пратеници. кажувам лично дека е Петровски неуставно. Думовски ќе имаме време и понатаму Ама да се фино е да зашто се ме караме. прекинувате. Не, само Оставете сакам го да нека се- прашам. Мене она човеков што треба да излезе на она што површина. мене ми пречи, еве Оставете го. сега господинот Јас не Станковски се и љутам. господинот Дурловски мудро молчат. Јас се обидувам да смирувам, а вие на база на политички опоненти се расправате. Зошто го доведовме протестот до ниво да мора да биде политички обид? Зошто вие сметате дека сите овие луѓе овде се црни револуционери? Тоа е фигуративно кажано, не? Јас знам човек, повеќе луѓе, значи знам една господја и двајца нема да ги менувам, немам дозвола, можеби ќе добиев да прашав, кои што беа учесници на шарената револуција, зашто сметаа дека сте во право, меѓутоа се учесници и денеска исто така и велат дека до крај ќе одат. Тоа се луѓе граѓани кои што имаат своји ставови. Беа учесници, господјата беше учесник во шарената револуција, се дека не почна кршењето, морам да кажа тогаш рече. Тоа беше првиот ден, Нема- колку време учествувала? Токму така, не Неколку беше, не сати. беше на Првиот ден беше не кршењето, али не добро. беше кршењето Канцеларијата првиот на ден. Иванов е првиот ден. Така рече господјата, Тоа сега е многу неизино. демократска метода. Еве, господинот Дурловски уметник, господинот Тацо Станковски е колумнист. Овде има веројатно луѓе кои што буквално слушнале на телевизија зашто се протестира и одлучиле дека тоа е нивен став изгледа. Исто за шарената револуција. Имаше многу случаи кога луѓе кои што шетале на плошта дојдоа и ви се прекучија затоа што верува дека шарената револуција е правилна.
Зошто дозволувате да го омаловажиме правото на протест на граѓаните на Република Македонија боејќи го политички? Ве прашувам прашање до обајцата. Кој протест? Зошто мора да се приклони до политичка партија? Зошто мора постојано да ги браните ставовите на СДСМ, зошто мора постојано да ги браните ставовите на ВМРО? Јас не одбранив ни еден став на ВМРО. Јас зборувам у моје лично име вечера. И ви кажав, ја нити сум член на раководство на ВМРО, јас изборам цело време мои ставови. Како Филип Петров. Па да. А од друга страна, ја не знам како сте добиле впечаток дека ја цело време ги бранам ставовите на СДСМ, Зборувам за шарената револуција, затоа што па не ги бранеше, него затоа што СДСМ ги прифати на нашите заедно, ставови и не И тама на работа ја да ги Не, правдам сега не дека само што СДСМ и ја не само што не треба да ги правдам, јас сум и член. Од друга страна, Филип Петровски секој работно место што го добил во животот било како заслуга во ВМРО Знаете што, добре, и сега малце да не споредувате двајцата, ми се допаѓа што е... Вие сте знаете што, радикално спротивни во знаете што, го ситуацијава спрема, заедно. Сите сме. Арита, го спремале уштавот и добро е да го нас чудорот на мене. Мене ништо не ми е ново, на Центар Ньюс Српче пишува за овие теми постојано прават спинови, така што не ми пречи што е да каже. Не веруваш Своје работно место не било политичко. Суштината е што... Разјасниме. Ама зашто ти разјаснувам на тебе кога ние имаме друга Не, тема? не е спин, сакам да Еве кажам. ќе дојдеме на дуел јас и ти. Може ли да не ги омаловажувам? Па еве ќе не се викнат на извинувам за дуел. гостите на кога не споредува 20 сакам да покажам што е разликата. Јас не да почне да ме споредат со тебе. Еве туку што ме спореди. Ете така. Затоа Те молам не ме споредувај со него. А јавноста, знаеш што, Анита, извини, јавноста ќе си процени. Може он управа. Може сум ја управа. Нека си го процени неговото однесување, нека го процени моето однесување. Па не е важно воопшто, ние сме тука, сме се изложиле пред јавноста и дискутираме. Он е спреман во штабот како да омаловажува и нека си продолжи. Не ми смета. Така, господине Дуруловски, како ви изгледа целата оваа работа да е политичка бојна? Се доаѓаме во ситуација на човек му е страв да излезе и да го каже своето мислење затоа што веднаш ќе биде квалификуван како едниот и како другиот. Лично искрено имав непријатно чувство и непријатна случка кога еднаш свој став, личен свој став, како Анита Петровска Рајковиќ на Фејсбук обнаваше дој канонада од, значи како оркестрирано пораки кои што ме правеа помало макло што бил. Значи не се чувствував прекрасно убаво и ќе се запрашам 2-3 пати некогаш дали ќе излезам да го дадам своето мислење. Како се чувствувате вие и еве сега излеговте, сега дојде новелите скроз да не може веќе, нема избор. Точно да, пред неколку дена беше мојот прв, ако може да се каже, барем така ќе го толкуваат, политички став, затоа што зазедов на некој начин страна. Страната не е ВМРО ДПМН. Страната е да одбраниме Македонија од опасноста која што за мене е видлива. Може би за некој друг не. Се користат, предпоставувам, спинови. Поголемиот дел од коментарите во моите статуси, кои што ги постирав на Facebook последниве неколку денови, беа секако позитивни за мене и тоа ми дава храброст дека имам поддршка од мнозинството на луѓето кои што ги читаат моите ставови. Но ужасно ми смета во ова наше општество што се мора да е исполитизирано. Во ниеден случај, јас не се сеќавам, а често сум прател македонската политичка сцена, ако може така да се каже, со читање на портали, и едните и другите, и кога живее во странство, многу често следев затоа што сметав дека треба да бидам во текст со настаните во државата. Меѓутоа, било што да покажете како личен став, вие ќе бидете етикетирани како таков или ваков. Во конкретниот случај, јас уште еднаш ќе нагласам дека за мене единствени интереси се интересот мојата држава да биде нормална, како сите останати западноевропски држави, да функционираме нормално, дури кога веќе зборувавме за платформата. Јас воопшто не би ми било криво ако платформата се случила во Тирана, ако се договореле Али Ахмет и сите останати лидери заедно со господинот Рама, да зборуваат за економски теми, да зборуваат за културни теми, како нашата држава да се развие, како албанците во Македонија да се развијат на едно повисоко културолошко ниво, тогаш не може би, туку сум сигурен дека би ја прифатил.
би се сложил. Значи во 97 не би протестирале да немаат право на школство. 97 година бев многу млад, да ви кажам искрено. Па ја бев средношколец, се сеќавам како поминува покрај мојата зграда, не се работеше за најголемите протести, морам да ви кажам, не поправам од прес. Но сакам да кажам дали нечие туѓо право и реализација вас ви го менува животот или она што вие сте го стекнале. Знаете како? Ако зборуваме за права на албанците, аз ќе ви кажам конкретно. Јас сум раководител на најголемата културна институција во државата, тоа е Македонската опера и балет. Во мое време, значи тоа се работи за јас сум околу година и неколку месеци на чело на таа институција. Во мое време е воведен превод на представите кои што одат вообичаено на италијански, француски, германски, италијански и така натаму. Воведен е превод на македонски, на албански, на француски, на германски јазик, за да можат гледачите да ги пратат представите. За прв пат во 70 години на Македонска опера и балет е поставена представа на албански јазик за деца. Во мое време. Во мое време е преведена веб страната на Македонската опера и балет на македонски и на албански јазик. Тоа е законска обврска. Не е законска обврска. Што не е законска обврска? Да поставиме представи, представи на албански вебсајтот да биде на значи, албански. да го тргнеме на страна. Кажете ми, дали е законска обврска да поставам представи на албански јазик? Не. Тоа е убаво, секако. Секако дека убаво, се Да сложам. прашав дали е убаво да немаат право да се школуваат на свој јазик за нешто што тие се школуваат на свој јазик, дали е тука нешто спорно? Ама не ми зборувате за 97 јас и вие не бевме на ниво да протестираме за нешто. Ја бев на возраст и средношколците протестираат и дури и тогаш знаев некако дека нешто мирисаше на национализам таму и се испадна дека е точно. Македонија ништо не изгуби со тоа што им даде на албанците право да студираат на албански јазик. Ама ништо. Во 97 па замислете се барало да дозволат учители да студираат на албански јазик за да го шират албанскиот јазик после тоа по школи. И сега ние збориме за тоа време дека тоа било претерано барање, после дошло Штулов универзитет претерано барање. И тогаш беше па ова барање, ама барањата претерани се само кога Филип опозиција. Нема да ми замерите да ви кажам една случка, една анегдота сега кога кажавте ова ми дојде. Ова се случи пред неполна година дена. Нема да ја споменам институцијата, иако институцијата многу добро знае затоа што бурно реагирав. Институцијата каде што бев имаше паркинг простор кој што се плаќаше. Јас го паркирав својот автомобил на тој паркинг простор, кој што е паркинг простор, буквално не е тоа затворена институција, таа е за голем број на граѓани Република Македонија и туристи во Македонија. И кога требаше да се заминам, сакав да платам. И отидов во кукичката каде што работи човекот кој што е задолжен за тоа. Му ја давам картичката и велам колку треба и ми вели на албански беш динар, како се вика. Јас му викам, молам, дигнала, беш динар. Викам, не разбирам, колку? Твој проблем. Се работи за националист од другата страна. Апсолутно. Ама кога се од нашава страна ги викаме во емисија. Само тоа сакам да ви кажам што е разликата. Што тој човек знае како да каже 50 денари на македонски, вчера да дошол во Македонија. Исто како што знае да каже нешто на македонски, онаа жена што даде изјава на оваа последнава револуција, да не ја наречам црна, вика никако двојазичност, а се работи за србинка која што збори на српски и 36 години живее во Македонија. Меѓутоа ќе се согласите дека се работи за провокации. Се работи за националисти од сите страни, се истиот тип на луѓе. Они сакаат да најдат преку оградата и преку трвото проблем како да го испровоцираат човекот. Нели сметате дека и платформата е можеби да вид провокација до македонскиот народ? Па ви кажав за она со геноцидот дека апсолутно го сваќам како не провокација, како храна националистичка за нивните националистички гласачи, и тоа и со химната и со грбот и така натаму. Но тоа не значи дека ние не треба да им пристапиме на националистите како се вика да иде со ѓон. Затоа што на крајот на криштата и кон ВМРО ДПМН не пристапуваме со ѓон. Односно пристапуваме со ѓон само кога се работи за криминал и за правда, но во однос на нивните национални чувства и така натаму, се држите понастрана за да не ги навредите. Токму од овие причини, што не сакате да бидете оној службеник од паркингот кој што со два збора кој што не вреѓаат по лична основа, но вреѓаат по национално, зашто не би можело да соработуваат. Тоа е апсолутно така. Мораме да направиме кратка пауза. Се извинам, господин Станковски, малку реклами и веднаш се враќаме, чувајте мислата. Назад сме во студиото, жестоко почнавме, се надевам дека така и продолжиме, но конструктивно. Господин Ацо, ви должен збор, повелете. Па да, кога гледаме оваа така наречена црна револуција, нели, тоа е резултат
од еден феномен кој би го нарекол немање на култура на диалог, што се манифестираше сега оваа вечер. Со упаѓање в збор, со пенетрантност. Тоа е едноставно таква оглушеност за другиот. Представува еден аутизам, една мала групација, скоро култно одредена кон одредени вредности, кои не се ни вредности, така, за кои може да се дискутира и може да се опровргнат како такви, да се критикуваат. И токму таа затвореност, а од друга страна една агресивност и пенетрантност го чини нашето општество такво што е. Меѓутоа има една разлика. За разлика од таа мала група агресивни, аутистични луѓе, со една силна идеологија која е пропагандистичка и кои се всушност трабанти на партијата СДСМ, тие всушност се мала групација, а овде имаме голема групација. И тоа што се мала групација е една среќна околност, затоа што не можат да предизвикаат поголеми нереди визави нивната агресија. Тие, например, покажа една огромна агресивност кога почнаа да фрлаат, нели, ја запалија канцеларијата и скрадоа тамо све што имаше, нели, во канцеларијата на председателот. Потоа почнаа да удираат по уметничките дела на моите колеги, уметници, скулптори. Најбесловесно. Ја ќе ви кажам дека има луѓе кои имале по 7-8 проекти во проектот 2014 Само такви. и во еден момент станале шарени. И удираат, значи и тоа меѓу водачите на шарените, тоа се мои колеги кои имаат и можда помлади се од мене, но доволно години да бидат авторитети. И тие групираат одредена групација шарени, нели, и идат и удираат по делата на своите колеги. Тоа е една ужасна хипокритична ситуација за која не треба ни да се дискутира. Тоа е проблемот на шарените и на СДСМ заедно со нив. Немање на морал и морален кредибилитет. И нивните политики се такви. И цело време едно извртување на нештата. Ја можам да го критикувам. Ја не сум член на ни една партија. Значи ни на ВМРО, ни на СДСМ, ни на демократи, ни на републиканци, на било кој, ни на СПД, ни на ЦДУ. Меѓутоа можам да просудам кој функционира според некои морални критериуми, а кој е обичен папет на меѓународната, тоест на тие сили со кои го почнав овој муабет вечерва. А тоа се опасни сили кои действуваат толку синхроно и толку авторитарно и толку се исполни со искуства на одредени пакувања на нештата на сите нивоа, од најдолно улично ниво до шефови на држави. Така што тие луѓе најдени во сето тоа, уплашени, луѓе кои го представувале минатиот систем, сега зборам и за нивните предци, кои цело време трубеа како империализмот ја загрозува СФРЈ, се подразбира тука Македонија. Одеднаш, кога империализмот, нели, кога либералистичкиот капитализам доаѓа во земјата, одма се пријавуваат да бидат слуги на тој режим. Тоа се тие кодоши кои цело време функционираат. Така и преживеала СДСМ како комунистичка партија, да не биде збришена. Ќе ти бидам слуга. И би слуга. И слугуваше на меѓународниот фактор. И кога, например, господинот говори за СЈО, и кога ВМРО ги поддржале, ВМРО ги поддржале под страшна уцена. Што имавме ние? Немавме диво населје. Немојте да ми кажете дека ги нарачал. беше договорен пред диво Немојте да ми населје. кажете само дека ги нарачал слушаме овдека. господинот Груевски. Ја ќе ви кажам дека тоа е друга игра. Дека не ги нарачал Со каква компетенција вие ќе ми ја кажете тоа? Што знаете вие за Со компетенција зашто гледам како господинот Заев заедно се фотографира со јатаците. Па што? Сте го виделе? Како па што? Сте го виделе Груевски по чорапи у џамија и како збори албански? Па сум го видел. И тоа е прекрасно. Тоа е прекрасно. Тоа е еден одличен А овој да се слика со млади дечки во диво населје, тоа е проблем. Да, али после крвав настан се смеат човеку. Што ако се смеат? Па Насмевката има е мртви забранета. тамо, и албанци
войници, мртви и полицајци. А што Ма ако дај, камајчи си играме, тоа за вас Треба да камај. бараш одговорност за тоа кој ги Тоа уби ли за вас е камај, бе? Продадени едни трабанти на меѓународната. Бог да чува. Вие сте трабанти и слуги на меѓународната. Вие шарените. Вие мала слуги на група. Никола Груевски точно. и на Ќе криминалци бидам што не погор да сакат да бидам идат во слуга на затвор. Никола Груевски отколку на Џорџ Сорос. Порано ме разбирате? сакавте да бидете Зошто? смоквин лист, сега се спремни со тело да ги браните да не идат во затвор. И измислувате причини да Не не ги беше бранам албанската ја. платформа, ќе беше името, ќе беа странски служби, ќе беше македонски манифест, ќе беше ГДОМ, ќе беше ГРОМ, ќе беше некој друг. Вие Мене само само барате ме начин иритира како таа Никола Груевски да хипокризија. не иде во затвор. Таа а уште хипокризија. империи, Абе, каков затвор, бе? геополитики. Кој затвор, бе? Сликарки Имате ли ги- докази дека Има, Никола чек, Груевски сторил криминал? Може да влезам. Како? Сака да Може ви да влезам? пуштам. Ајде, Како има пуштете. од кај му Може пари за влезам. за Ајде, плац пуштете. на водно Може или влезам. Ајде, пуштете на Белиза. Ајде, пуштете. Може влезам. Има ли доказ? Донесов ја како работи нивната партија книги, овде се документи, веројатно ќе ги оспори. Ова се личните досиеа што ги отвараше СКМ, Сојуз на комунисти на Македонија, на ВМРО-вци по 45-та година. И ако врз некого извршен геноцид, тоа е оваа структура, има докази за ова, мислам ако сакате да Не прочитате. знам, Ако имате време, прочитајте. Суштината прашуваш како, зашто он така говори. Јас знам зашто говори. Тоа се вика преки суд по 45-та година. Партијата суди, партијата тужи, Кажете му го на Кежаровски тоа. партија го завршува твојот живот. Или Мијалков. Значи тоа е Му должено господин Да си ги Едномовски читате овие реплика, книги, затоа за што вас ги се. Ги имам разгледано, Вашите вистинско богатство се Вашите- пропуштен на стариот Мијалков, тоа ќе ви Знаете што? кажам, а и Вашите- за неговите жртви може треба да вашите кажете нешто. предходници. Али зашто е знаете што? Удба и книгиве на Филип Петровски тема на разговор овде? Не се мои книги, овие Не, се против, ваши сите се книги. тема на разговор. Вашата партија ги направи. Ти си избрал кои Не се документи мои да ги книги. ставиш натре. Ова се ваши книги. Не пишува уредник Филип Ваши Петровски книги се, за да јас ги издавачот. уредував. За И ми се издавачот. гадеше кога ги читав. Што знам. сте направиле унатре? Ова се не сум документи направил од ништо. кои не може да се избега. А разговорите се монтирани у Виена. Тоа е малку различно. Стварно, Да, а ова не се монтира, тоа се монтира. Разговор се монтира. Па за ова има записник за примо предавање од државна безбедност. Вие мислите дека ова не е автентично? Не, сакам да кажам дека ова е полесно да се Океј, фалсификува. значи вие отколку мислите дека ова не е автентично? Вие мислите дека телефонските разговори се лажни. Мислите дека ова не е автентично? Кажете. мислите дека телефонските разговори гледа се камерата. Кажете, дали ова не е Слушате што ви автентично? кажувам? Знаете Телефонските што, разговори јас не се знам. Дали разговорите на СДСМ, кои била 99% од снимките, еден да чуевме и на вашите телевизии да ги пуштеа, Немам да ја видиме телевизии. што. Мислам на Да, шарените, на господин Едномовски СДСМ. е представник Вие на- сте СДСМ, на опозицијата вие сте на трабант на СДСМ, Не да. сум ја трабант на На СДСМ. кого сте? На Свој Сорос? човек сум ја. И јас сум свој човек, но Ацо поддржувам една Станковски. опција. Не, поддржуваш една опција цело време и само таа опција. И кога треба на дугме си патриот. Тоа е работата. Не сум на правите дугме паралела. патриот. Јас сум дugme си цело време патриот. Да. Не, мислам, чудно е како, еве да речеме, Џорџ Сорос во 90-тите бил она што Затоа што тогаш финансираше хуманитарни твој култури. sugar daddy бил Џорџ Не Сорос бил и сега мој sugar daddy. го напаѓаш па геостратегија, твој- па не знам што сакал да направи. Тој е твој sugar daddy, Не е мој sugar daddy, а во тоа ама време тоа Џорџ време- Сорос финансираше Значи, ние култура. сите овдека растеме со Ацо Станковски. Кога Ацо ќе работи со Сорос е окей, кога не работи со Сорос не е окей, па Ја не сите треба да се сум имал еден проект само имидж бокс. Ама големичок таков проект. Големичок не бил, не. Нешто што некој друг уметник во тоа време не го добил. Слушај, а сепак Па денеска зборите глупости. Тоа беше групен проект, учествуваа 35 уметници и направија видеоинсталации без хонорар, работеа, ја таму зборам за изложбата во заработив Куршумлијан. пнеумани. Зборам за изложбата во Куршумлијан. Во кој Куршумлијан изложбата? Во вториот Куршумлијан. Колку Куршумлијани има во Македонија? Која изложба во Куршумлијан? Вие знаете ли што зборите? Која е Да. таа изложба во Куршумлијан? Он чита Која е таа Може ли изложба да во не бегаме Куршумлијан? од темата? Таа Господин е Едномовски, изложба во продолжам. Куршумлијан, дозволете само. Таму Цаци имаше седиште. Не, Сузана Милевска исто ви помагала, знам, Сузана- не измислувам ова. слушајте, И гледам дека ве боли, Не, ама не цело ме време боли воопшто. мавате по вие најниските дуете подцепаница балони. и мислите дека човек вие нема да дуете ви балони. врати. Они ме поканија, ја им ве дадов заведоа. слики. Мислам дека бегаме од темата многу. Јас се извинувам. Они, само морам ова да го разјаснам, пошто он се Ацо, обидува, ова е намерна провокација. он се обидува на јавна сцена да ме понижи. Затоа што тоа, они ми побараа слики, ја им дадов малечки формати слики, ги изложија. Толку беше. Толку беше. Ни хонорар, ни ништо.
Што Не сакате би да можел кажете? да знам. За разлика од вашите хонорари да удирате по дела на уметници. Тоа е вашата Тие дела на мисија. уметници- Вашата мисија е вандалска Тие мисија. дела, вашата мисија Скопје зошто 2014 удиравте по делата на вандалски проект Тоа е не е, Скопје тоа е неокласичен 2014. Да модел. соголиш една зграда со една фасада и да ставиш друга не е вандализам? Не е тоа соголување. Како не е соголување? Само е налепување на нова Па што е попристојна тоа? фасада. Да ја стави Тоа не, сега ова плаката ли е на Дурловски на- Чекайте, на- ова ли е на- архитектура? Ова ли ова изгледа да, како рударски град? Но Пред- што знаете пред вие проектот- за А што знаеш архитектура, ти? за Знам многу рударски... повеќе од вас. Ма, немај. Градот Ајде. пред Скопје 2014 личеше на А рударски сега град. на што личи? На Сега тематски личи на еден парк, на пристоен Вегас. европски. На Како сите Вегас? личи на Вегас Човеку, градот. сте биле ли вие во Лас Сте Вегас? гуглале ли Сте што биле пише, ли што вие пише во Лас Скопје? Вегас? Сум бил, да. И многу убаво си помина. Па што да гугла? И исто има така ли е? пола Исто број на као коцкарници има, 2014. помалце коцкарници има. Можевте околу да Скопје. кажете дека личи на Минхен или на Париз. Не личи. И таму сум Па бил, тоа не е личи. парадигмата. Која парадигма? Па тоа е парадигмата ова што го викате Стиропор Миро на Баров. триумфална капија, тоа е Париз. Каков стиропор? Нема стиропор на триумфалната. Сум тропнал и сум Нема ги видел стиропор, мермере. материјалите. Тоа се Слушна, ваши мермере се глупости. добиваме. Вие Мермере. ширате глупости. Вие дуете балони пуни со Не се глупости. дерам, Тамо не. нема Ти си никаков нервозен. стиропор. Сега Човек, отидеме Ја да не отидеме знаеш што, ја не се Отрезни дерам. се малку. Ти си Можеме со тројцата да зборувам. Дурловски нема да се Правото мешаш. е, правото кажам е... Јас сакам да бидам коректен, Ја меѓутоа не се дерам. ако Ти си правиш нервозен за тоа, ти се чини дека налудничави вика. паралели Ја не помеѓу можам да тоа сватам ова. дека Никола Груевски се поклонувал во џамија бос по чорапи и дека Зоран Заев се снимал селфи после страшно трагичен настан за целата држава, бев само едноставно коректен да не се вклучам да не те нападниме сите од Па добро, три страни. Нема потреба за сега напаѓање стало. Добро, си мислел дека двајца се доволно. Он е сега жртва. Мислам да се насмееме малку. Ево е После нечовечно и аморално што го кажавте за диво населje. О, Тоа е па тоа аморално. Не, Ја апсолутно. виште Дека нека. па што се Знаете што е се аморално? смееле. Да се пратат таму луѓето, а при тоа да се преговара со терористите и да се дозволи. кој го вика тоа? Тие То ти снимките, го викаш. Тие тоа Кој го знаете. снимки? Дали Што збориш ти, бе, семејството на Мирсан Дресе вика дека бил жив? Ти пред малку рече дека да Дали не бил викам, жив? ама ако може и ти да не Дали бил викаш. жив, Мирсан Затоа што Дресе, колку си нервозен главниот и тоа што организатор си дали нервозен ја убија, расипува отпосле. емисијата. Тоа што Отпосле кажуваш, убија. рекла, казала Отпосле, на тоа семејството не медиуми- кажува рекла казала. Семејството на човекот кажува дека Што убија кажува? отпосле. Кој ги прати во Да. диво населje, ве молам? Кажете, кој Не ги знам, прати? Зоран Заев ли ги прати? Ја ли ги Слушнете на прати? снимките. Зоран Заев е дел и слуга на тој што ги пратил. Зоран И Заев доказ за нема тоа, капацитети доказ да за ги тоа, прати. Исто како ти што даваш геостратешките лекции, Заев е исто како нов ти што бади, даваш е обичен мал марионета која се поигруваат овие покрупни играчи. Тачно. А заради него сега морате да ја спасувате Македонија. Мораме, на улица. да, баш ради тоа. Заради тоа што е Ради марионета. поигрувањето на вашите газди ја спасуваме. Моите газди. Господина Станковски, Меѓу тоа, дали, меѓу дали го другите и почитувате твоите? правото на некој да има различно мислење од Секако вашето и дека. да смета дека ета може би треба да биде тоа така? Да, И меѓутоа, дали во еден вие момент- умовски го почитувате правото. Зошто мора да ви е непријател тој од другата страна? Затоа што ме обвинува дека сум платеник, дека не знам што правам Вие го и дека обвинувате дека не ги се гледам работите од озгора, дрвата, шумата. Меѓусебно се обвинивте. Меѓусебно не, обајцата се обвинивте. Како да сега почна во прв, али не ми е... оваа ситуација. Ја мислам дека... Мислам, се кажуваат глупости цело време, ама добро, македонската јавност може да ги процени. Еве, на пример, утре да отидат луѓево да чукнат на Триумфалната порта, ќе видат дека е од мермер. Значи се кажуваат небулози. Еве, на него му е смешно. Океј, смеј се, што да ти кажам. Ти ако мислиш дека е од тоа како го викате стиропор, мисли си дека е од стиропор, таа е од мермер. Но не е ни важно и дали е од мермер или Мермер од што стиропор. не е мермер, га ме Знаеш знае ли ако што мермер, представува ти воопшто? Таа представува Македонија е представува. Знаете ли Не ја пошто представува Македонија. фрлате оние Воопшто рамки не. таму сега што идат, фрлавте тоа се егејци таму, екзодусот на егејците. Тоа е Има и срамота. партизани, знам, знам. И оправдано ли е онанирањето што го правевте? Секој споменик на Скопје Па, еве, 2014 е споменик на Никола Груевски. Не е Не точно. на егејците, Не, и не на мој партизани. споменик е. Не е точно. И дека. мој споменик, како Ќе не е беше точно. прашан Филип Петровски Ама еве мене ми се допаѓа. Те праша некој Чекај, извини, дозволи ми Ацо. Само Па една еве да мене пак ми се се доближиш. допаѓа. Може ли Имам малце по-на страна камерата да те фати? Имам ли право да ми се свиѓа споменикот или само ти можеш да плюкаш по него? Имаш право. Па еве ми се свиѓа. И добро. Зашто плюкаш по него? Мене ми се Затоа што е допаѓа. Дивоград Мој е поставен таму споменикот. без- Не е без Дивоград, право. мој е споменикот. Зашто Не е плюкаш твој. по него? Ти И кажав другите туку што споменици. Дивоград бај, престани да се дереш. Дивоград бај. Дека е копија, има проблем со авторски Само, права со тие ја не пеперунки можам таму. пак да му сообштам на Значи, ова е господинот нешто Никола. не видено, али е добро Дали што се знаете отвора. вие дека сите овие споменици што се направени во проектот 2014
биле значи предодредени на ниво на град на Совет на град Скопје да се направат сите овие. Па тоа е на- Уште 1974. Па го има, Што се смее? Ма дајте, и Тоа е тогаш факт. Валентина Стефановска ги правела овие скулптури, бе. Абе дај, немајте Тогаш- да. Како тоа не го извадивте барем во Пулс 24 да се објави? Овој факт од 70. Ова е факт. Мој портал. Како е И факт? ќе го Како добиете. ја никој не спомна? Па, Ајде и да го објавено добиете, е, што бе. доаѓате неподготвени на објавено. емисија. Порталот е мој и него Па крием. Како нема Ма податоци? дајте бе, моля. Директно од град Скопје има податоци Крсте 1974. Црвенковски и Лазар Колишевски би правеле коњаници на, мислам, и Постои барок. план, ама таков план, гледате, постои, вие не се постои жестите, навредувате, а појма немате. Вие И немате тоа е вашиот појма, проблем вие се и затоа дрзнувате вашата како револуција, слика. ните револуција, туку една обична, мала пројава на едно лудило младешко кој едноставно отиде низ ветерот. Blow with the wind. Вие сте прекрасни, вие сте млади, вие сте пуни со енергија и со интелект. Меѓутоа, вашата револуција е тотално промашена. Ако дозволите околу плановите на Кој се само мал и мисли голем на ринг, господин Дриловски најмногу... ако дозволите, ако не бидејќи плановите се Ќе во го архив, дадам. ние ги најдовме плановите, но овој како се викаше градоначалникот од СДСМ што беше на центар, Грчев, они ги имаат таму предвидено и хотелот е предвидено овој што е хајат. Значи тоа се документи. Сега верувам дека ти ќе кажеш и тие може ги фалсификувал некој, меѓутоа од владата се предадени од општините Да, ама и само се во Филип архив. Петровски ги има и ако треба некој да ги добие, треба да отиде преку Филип Па Петровски. можеш да дојдеш да ги гледаш ако сакаш, ќе ти ги дадеме. Ако сакаш дојди со камери. Вие воопшто не ги гледате и не ги читате Емо, мислам, опозиционите. знаете што? Значи сакате да кажете дека медиуми. Грчев ова го Са- смисли и Груевски го спроведе. Тоа сакате. Не, да кажете. Не, Ја ќе ти Грчев кажам. не го смислил. Дозволете. 1974 Крсте е. Црвенковски, Колишевски, кој е тогаш главен? Не е Николи Ако дозволи- Пшевски, нит Крсте Кемал Црвенковски. Сейфула, кој е градоначалник? Не е битно кој е. Советот на град Скопје го одлучил тоа. Точно е. Има Тоа е преку точно. 100 споменици За во кои е и спомениците е Александар, точно. и Точно е, Филип, да. и Олимпија, Тоа е сите тие точно. се. Тоа е А јас точно. не ми се Ама верува. постои Но така е. Вашите предходници документи беа за многу тоа, да. поголеми патриоти од вас. И тоа е точно. Во комунизмот И ќе тоа- ви кажам, да. имаа кичма. Така. Вие немате кичма. Они се бореа за нешто. Вие не се борите за ништо. Само за шака долари, така? That's all. Инаку постои Sugar Daddy документи. George Soros, така? Само една реченица, не е напад кон тебе да не се жестиш. Постојат документи, точно е за тие ваквото спомениците дека донеле одлука, а Грчев прави план. Планот е у 80% како што е денеска Скопје 2014 од Грчев исцртано. Се он ќе каже не, тоа документите не се вистина, фотошоп, не знам што. Меѓутоа, плановите постојат. Ако веќе инсистира толку, јас сутре ќе отидам на работа и ќе ги пуштам онлайн да ги види сите. Сите антички Значи, и ама ќе само каже момент. Филип ги пушти, Сите- не се реални. Сите Значи, се антички и средновековни герои што се денес во Скопје А зошто? дојде 14 Да. тука, Да. само одредени ВМРО-вци, историски ВМРО-вци кои биле дискутабилни, нели, Да. апропо идеологијата на левицата, се Па, мене, знаеш што изоставени, не а ми е сега јасно? се внесени. Знаеш што не ми е Као јасно? Тодор Не, Александров, значи, Ќосето. и одредени Ќосето, да, исто. Значи, пази се, им смета, не им смета албанската платформа, а им смета Александар Македонски од центар на Скопје. И порта им смета каде што пишува Македонија. А дали Вие им можете сметаше кога 30 години, тоест 20 години или колку, ништо не беше од 80 од како отиде Тито, ништо не беше направено во Скопје. Една можеби монументална овој судот што е Кафеавиот беше толку. Значи тоа е, на пример, кога победија 2002 година, нивниот министер господинот Баге отиде и ископа дупка метар на метар каде што требаше да се направи староновиот, нели, тој историски театар што е направен во Вардарска бановина. Во име на уметноста театарска, така? 4 години остана таа дупка, така. Ништо не е направено. И Како затоа можете сега имаме вие... стиропор на таа дупка. Така, изградено. Нема стиропор. Сте тропнале на тој, тој да не е мермер. Нормално како на секој град имате стиропор. Имаме Сте граделе куќа? театар, а претходно Имате немаше стиропор на театар. куќата. Мора негде да има, Фејк е така. куќата. Мора да има секако фасадата, мора да биде Ја не ја стиропор. правам куќата да импресионирам странци и дека да изгледа како нивниот 18 век. Кој Не е за нема странци, стиропор, за кажете? нас се. Ма Кој дајте театар да нема си стиропор? Тој како театар- фасада? Оп, излезе. Ајде, Што имате на? Излезе Ајде, под бе, свеста. Тој театар Овој падна... нашиот кај што работите, што беше МНТ, еве го, порано, еве го. немаат стиропор. Еве го Така, зашто Нема тогаш стиропор мора? затоа што е современа градба. Анита, Нормално дека. еве го планот, ми стигна. Има професионалци кои што гледаат. Ова е планот на Грчев. Сакате да приближам, мислам, ако сакате да верифицирате, ќе дадете дозвола да го пуштам. Затоа што тоа е планот на Грчев кој што е ист
горе-долу како што е и сега. Овдека нема Скопје нити 2014. споменици, нити има уште три Има. моста, панорамско тркано, Знаете што? Гали. Има повеќе страни планот и ги има уцртано и спомениците. Исто така би сакал да Знаете што? направам една На моја едно сметка разјаснување. копија ќе ви пратам. Ама може и Ама нешто да си ја друго, прочитате. ајде да се кладеме дека не е усвоен планот. Дека ова е предлог план или нацрт план, тоа што сте го... Усвоен план, Тука ме тука е. фатите. Сега ме Не е тоа. фатите. Само Сега ме немање фатите, значи вие сте немање управо. политичка и економска кондиција тоа да се изведе, нити волја, нити ето, и културна волја, волја. немале волја да го направи. Немале Не е ни волја. Сеедно А нема волја И за Грчев ништо. да ја направеше Ама оваа нема грдосија волја и за пак ништо ја да направи. фарбав. Ама Ето, нема јас сум- волја ништо По да тоа направи. покажувам Еве, дека еве. јас сум независен од нивните. Еве, Овој еве, еве. театар Јас имам чувство генерации дека ние сме многу Скопје ни го несериозни. чека. Се извинувам, јас имам Урбанистички чувство план, дека еве ние го. сме многу несериозни, разговараме за урбанистички план, дали Скопје 2014 е проект кој што чини или не чини, а ние имаме агресивни изјави од нашите соседи во последните 2 дена. Тоа е свртувањето на... Стварно ја свртивме емисијата во Не, он дојде да ја сврти, да дискутираме за глупости, затоа што не им одговара. 2014 Тирана да не ја е спомнувам. нешто што Така е. ни го задира, што ни го Така е. допира идентитет. Напротив, многу ни го допира и ни го менува идентитетот. На Како начин ви на го кој што менува? Ацо Станковски би сакал. Како ви го менува? Така, не прави антички, не прави воинствени, не прави како да сме само македонци и само мажи. Нема жени, нема албанци, роми. Нема жени. Какви се Нема Колку LGBT. жени има во жена Нема- парка? нема Па не сум бродна, да ви кажам, Па јас сум не броја, нема ни една, пратил. нема ни една. Има жена Веселинка Малинска, една од 6 на скулптура. Во 35 скулптури, А една Олимпијада? жена. Која Олимпијада? Мајка му на Александар Македонски. Олимпија се вика. Треба да имате малку... Не се вика Олимпија, Да, Олимпијада. историјата се вако... вика. Олимпија е погрешно кажано. Представена као Олимпијада дојлка. се Представена вика. као дојлка. Сака моќна жена. Он све знае. А, немаш Правилно се вика Олимпијада, а не Олимпијада. Не Олимпијада. сум ја тука. Ќе ве молам да бидеме Значи, лагите се обидете со сите сили да ги представите како ноторни вистини. Едноставно не иде. Стварно, Ја ценам вашата имагинација и надреалност, меѓутоа не можам да се не, као сложам на на Телмо и ниво на на реалност. 24 вести да сме Овде ќе таму. направиме Таму кај што добиваат новинарите награди за истражувачка работа. Ќе направиме овде пауза, од Сорос? за да бидеме Не, од Европска комисија. Збориме архивот да добија. И додека зборам, сега што сме во хор реклами, па се враќаме Многу назад. интересно. Кој друг дава? Назад сме во живо, дебатата продолжува и за време на рекламите. Многу ми е жал што не можете да чуете што се разговара, на вистина е интересно, меѓутоа јас сакам да ве замолам да биде конструктивно. Значи идејата е овде вие протестирате од едни причини, господинот Тумовски од други причини, господинот Филип Петровски во времето од трети причини, господинот Дуровски од свој причини. Значи, ја не сум Метноста, протестирал. Поентата е Еднаш, кога протестирав и толку, беше во Амстердам против НАТО, со амстердамските анархисти и левичари. Тогаш еднаш протестирав и веќе никогаш. Толку се моите протести. Но ја го поддржувам овој протест, зашто е морален и праведен. А нивниот протест беше аморален, нечовечен. Да се бара Беше правда за фриволен. 50 луѓе кои што ќе избегаат на правдата е аморален и неправеден. Вие ги обвинувате луѓето од ВМРО, а не ги обвинувате ти од СДСМ. Нема докази против тие од СДСМ, а Како бре обвинети нема се од Марко докази? Зврлевски, А зашто јас како да ги нема гонам? докази? Бре? Јас да ги гонам. А и ви, гледавме нели снимки, исто, видео и аудио. Зврлевски ги гони тие За снимки. вицето Па еврото. не ги затоа што Да, за меѓународната Зврлевски, го тоа гледа. викам. Тоа блокира Таа снимка е системот. имал Зврлевски и Зврлевски го гони заед Чекај за сега, тоа. Зврлевски- Случајот се вика подкуп. А Ја Зврлевски- немам зашто да ја протестирам зашто Зврлевски Сакаш да не кажеш- го гони Никола Груевски А за сакаш да очигледни кажеш дека- криминали. сакаш да кажеш Криење дека- на убиства, сакаш да- корупција. Како криење на убиства, Како глупости криење? зборуваш. Мартин Нешковски што е? За човекот Мартин Нешковски лежи, така. има произнесено Ама и пробале ли да скријат, така? И Европскиот парламент се произнесе да дека е скријат. завршен. Не е Интенции точно. и дело Не спим. е Како не, нешто он сосема спим. друго. Не, Европскиот парламент се произнесе Го викавте дека наркоманче. може ли сега да кажам? Европскиот. Ајде да слушнам, добро? Ама може ли да кажам? Се извинувам, може? Фала. Значи, се произнесе европските институции, произнесоа дека процедурата е водена кој што треба завршена и има жестока казна за убиецот. Меѓутоа на нив им одговара да го вртат тоа напред и назад, напред и назад, Нема, напред и никако назад. нема. Каков беше напред и назад. исходот на само каков беше исходот на случајот Нешковски во Страсбург? Па не знае. Што ќе ти Знаете за Не тоа? знам. Ајде, Па не потсетите знам, ме. Па не ги му одговара одбија да знае. снимките. Па не му Не се одговара да ги релевантни. знае. Снимките, аудио снимките. Не сум сигурен дека па, дека ги проверете. Па одбиле. треба да провериш.
Ги одбиле како нерелевантни снимки. Апсолутно, да. Имаме уште помалку од 5 минути до крајот на емисијата. само Ќе вие, молам Исто како завршно се од дубовиве на сите. Грчев, тотално да не е вистина. Ќе молам завршно од сите, ќе почнам со господин Само оние Турловски. знаат и европската Завршни пракса. зборови, останувате ли да поддржувате и да протестирате? Што очекувате да Секако. Во најмала рака очекувам платформата од Тирана да биде тргната на страна. Во најмала рака. Ние утре, еве, користам можности да ги поканам сите македонци кои што сметаат дека треба да се одбранат татковината, да дојдат утре во 13 часот и ќе нагласам дека успев да прочитам вчера во некој од медиумите дека се очекува утрешната сабота да биде крвава. Да, ќе биде крвава сабота утре, меѓутоа организиравме крводарителска акција и на таа акција ќе можат сите кои што се таму во Црвениот крст да дадат крв и да помогнат на некој на кој што му треба. Албанска крв примате? Примам и албанска крв, да. Шалам, Јас ви кажав шалам, изнабочето. да. Навистина, немојте да набедувате дека има било што националистички во вашето право. Вика чиста Македонија, не знам дали слушнавте, бевте таму во првите редови. Не во првите Тоа редови, не точно. значи на Точно, хигиенски дали чиста. видовте, ако вие гледавте, дали видовте дека ја се свртив да ги замолам да не го прават? Тоа не сум го видел, да. Ама сепак такви ви се луѓето, не. Ама селективно, точно. Како се треба да стојам позади вас и да гледам што сте Ама правеле? тогаш не коментирате Ама само еден гледаш, дел само од мојот ангажман таму. На шарена револуција немаше такви фашистички слогани, чиста Македонија да ви кажам. Знаете како? А кај вас и кај Филип Петровски во Мене 97 во има. шарената Тоа е чудно. шарената револуција ми беше многу симпатична. Морам да кажам. Фала. Моментите со сквернавање на спомениците ми беше се чувствував многу лошо. Јас сум исто така, односно мојата фамилија има потекло од Егејска Македонија и навистина мислам дека нешто што сквернавите, а претходно и мојата фамилија и многу останати фамилии имале судбина која што не му ја посакувам никому, навистина мислам дека е не само што е невкусно, туку е тоа е фашистички. Не. Имаше вчера и завчера за нашите протести. Фашистички е да се Имаше- прават споменици на други луѓе, а уствари се споменици на диктаторот. И да се крие диктаторот ако пишува Македонија на портата, да не можеш да фрлиш. Кој кој диктатор? Што збори? Никола Груевски, кој диктатор? Колку диктатори имаме ние? Ќе ти кажам една работа. Знаете Цело што? време се Скопје користи што 2014 плосколе. ступнува споменици кај сака, без не да ли праша нит парламент, нит општина, Ама не нит гледаш што градско. прави. Ги става, Агита. па уште донира Валентина Стевановска донира скулптура на Ќоса и вие викате дека тоа не требало да се гаѓа. Ја минира емисијата намерно, значи сега Вие неќам дурна, да не треба. Вие сметате дека се не треба да се Нема ништо да се Треба. гледа. Ама ја минира. Што се? Ја минира. На пример. Ќе се треба сега. Тоа се тоа, затоа што е дивоградба. Затоа што Се е е дивоградба. символ на судот на ВМРО поставен пред судот на Република Македонија. А продавањето на националните интереси како името, знамето, Тоа ништо. Тоа не мора да се гаѓа. Државјанство Тоа не мора да се гаѓа. Да го оправдам. Знаеш што? Значи тук плячката на македонското не бил, стопанство, ама не бил он тука. Он тогаш не бил тука И и тоа не сега се важи. најголемата распродажба. Тогаш не бил тука он. Сега и И не душата се да ја важи. продадеме. Сега и втор пат би го смениле знамето, 95-та го Господин смениле. Саковски, останувате и вие да Ќе може да кажам ја нешто, мислам, ако ми Ја дозволите. поддржувам Ще затоа минута што е па си праведна. го Праведна и целисходна. И ова е конечно пукање на филм против сите тие тортури што домашните квислинзи во спрега со меѓународните играчи го прават ова и го прават на Македонија и на македонскиот народ со години и години. Господин Новски. Уште еднаш да кажем, шарената револуција е многу различна. Ние бевме таму за да ја заштитиме правдата или бараме Ѓорѓе Иванов да ги повлече аболициите што ги постави, со кој што издвои втора класа на луѓе, политичари во Македонија, кои што не одговараат за своите постапки. И тоа е на крајот на иштата најголемата придобивка на шарената револуција, што успеа таа аболиција да ја врати и да го натера Ѓорѓе Иванов да си излиже онаму кај што поплукал, нешто што ќе направи повторно за 7 Не го дена вратите Ѓорѓе вие Иванов. тоа. Меѓународната го врати. Притисокот Да, од да. меѓународната Знам, и заедница. сега Факт е, сега и вие исто знаете, сте и вие многу Сега знаете. и притисокот, знам. И сега притисокот исто ќе му направи на Ѓорѓе Иванов да излиже таму кај што поплукал и за 7 дена повторно да ја повлече она што кажа дека нема шанси да Јас да го верувам повлече. дека А при притисокот тоа ќе биде кажува- поголем а од при нас тоа отколку кажува- од меѓународната заедница. Зашто? За да му даде мандат на Заев, ќе притискате?
Дали му даде? Не, па ќе му даде. Тоа сакам да кажам. За 7 дена ќе му даде Ќе мандат. Ќе видиме кој мобилизација ќе биде поголем. Прашањето е зошто ние сите да живееме на работна, етничка, политичка криза, дури и насилна, да новинари да се тепаат, да им се заканува, да им звонат дома, да ги плюкаат у ресторани, кога се во ова ќе биде завршено за 7 дена, вие како на дугме ќе бидете исклучени да се повлечете од Не улица. сме приклучени на И дугме, за да Македонија- бидеме исклучени. Во неделата Никола Груевски даде интервју и кажа дека народот не може да трпи, следниот ден почнуваат протести. Ако тоа не е дугме, ја не знам што е. Јас навистина не сум слушнал. Па Груевски тоа го кажа. На сите вестите најгледан Најчесто беше. ви кажам, не, Дувале, тоа е много. Ја гледам дека човекот последна на реченица. фиксиран на Груевски и си има некоја агенда да си ја каже, и тоа е демократско право. Искрено жалам што емисијата не се одвиваше кој што треба да се одвива. Помина во карање Не, карањето е здраво за демократијата и добро е да спротивставиме ставови, меѓутоа он си врти една плоча, си вергла за СЈО, си вергла за Скопје 2014, за лажни планови, за лажни документи, све е за нив лажно. Очигледно е дека е тоа така смислена пиар стратегија, немам ништо против тоа. Агресивно се испорачува како на улиците што се испорачуваше тогаш, така и вечер во емисија. Овде луѓево имаме можност да ги гледаме цела вечер, тоа се ја бев меѓу нив и денеска, едни фини нормални луѓе. Никого не видов дека е спремен некого да тепа, да малтретира, тоа се приказки они што ги раскажуваат напред и назад и се прават жртви како дома, така и пред меѓународната заедница. Кој ги тепаш? Ама ја не те прекинав. Добро. Барем еднаш пробај да не ме прекинеш, ама не можеш. Тоа е стратегија да ме деконцентрираш додека зборам. Ама не чини, знаеш, не чини. Треба да се завршам мислата, иначе може пак да се расправаме. Суштината е дека јас гледам сосема поинаков пристап у двете структури кои што беа на улица. Овде га гледам континуитет на многу сериозни проблеми и ќе имаме сериозни проблеми, ви кажав и пак ќе повторам, се јавија и Рама и Хашим Тачи. Малку по-широк е проблемот отколку на оваа улица, дали биле шарените или црните, како што он го нарекува македонскиот народ. И треба да бидеме внимателни да не излезат работите од контрола. Тоа е моje мислење. Инаку, баш не сум сигурен дека ќе биде така како што се предвидува. Нели, јутре нов ден, па ќе видиме како ќе одат работите. Ви благодарам на четворицата за гостувањето во оваа емисија. Морам да кажам дека малку јас се почувствував повеќе како гостин отколку како домаќин во оваа емисија, но секако во интерес да ве оставам да се го искажете своето мислење, па ако треба и во жестока расправија, сметам дека тоа е здраво. Секој има право на свое мислење, секој има право да го искаже мислењето за тоа што тој смета дека треба. Господине Дурловски, секоја чест, еден уметник, еден човек кој што знае каков е животот и надвор од Македонија, многу смирено, многу искрено говоревте вечерва. Верувам дека тоа што го кажавте, почувствував дека го мислите. Господине Станковски, исто така, вие сте еден од уметничкиот дел, од уметничкиот свет, дел од луѓето кои што ги имаат информациите од фелата и вие велите дека сте позади ова затоа што верувате, а не политички, никакво политички. Никој не ме плаќа за Токму така, господине Наумовски. Никој не ме плаќа, але Така. вас бе плаќале во 90-ти. Господин Наумовски, сосема Кој ме легитимно плаќа е во тоа да се залагате и вие за кое што се залагате. Сметам дека Јас сум тоа премногу јас имам еден достоинствено ги трпите сите удари упатени кон вас и знаете да вратите секоја чест, нели така и треба. Господине Петровски, како предавник пред тројца ќосиња, така да кажем. нема потреба за навреди на крајот Па на... ќе се не личел баш вака. Може и Барем кажам за тоа што од ќосиња. звучи. Ќос бил. Наместо вие на Се мене, шалам. ја да кажам нешто за ќосото, пошто гледам дека многу го сакаат. Директор ќоса. Вика 1933 година, 30 години од Илинденското востание. Знаете за Илинденското востание, така? Сум слушнал, Е, да. сака. Така, 30 години, вика, на одбележувањето, бидејќи го одбележувале секоја година ромаровците, илинденците, наследниците и членовите на организацијата, вели, не се љутите ако кажам така, вели, уште една работа имам пред да отидам горе кај моите другари, бидејќи биле загинати другарите. Ова е напишано во Македонски деци, книгата за ќосето. Ванчо Георгиев, професорот, ја напиша. Дајте му микрофон, ќе го фрли. Филип Петровски. Слушаме.
Може да ли на продолжам крај или сме не? повелете на веќе влеговме во терминот за вести, ме молам само побрзо. Вели, уште една работа само сакам да чујам во Солун. Да го видам македонското знаме и да екне македонската песна. И завршивме со мислата на Ќосе. Драги гледачи, Македонија, ние сме во Република Македонија, мене Македонија ми е во срцето, јас сум македонка, јас сум од оние новинари кои што се го кажа својот став дека јас сум против промена на името, јас сум македонка и сакам да се вика македонка, почитувам секој што мисли поинаку и спремна сум да елаборирам со него. Меѓутоа, јас сум горда на својата земја Република Македонија, горда сум на црвено-жолтото знаме, горда сум на нашиот јазик и горда сум на демократијата и горда сум што луѓе од сите различни фели имаат, не се плашат да излезат и да го кажат свој став и едните и другите. Се додека имаме такви луѓе, се надевам дека ќе имаме и диалог, а се додека имаме диалог, може и ќе одиме напред. Ви благодарам и вам, драги гледачи, што бевте повеќе од час и половина со отвореното студио на телевизија Нова. Се надевам дека бевме интересни, но и поучни. Останете во фреквенцијата на Т1, следуваат вести.